До јавата на совесни граѓани и брзата интервенција на територијалната противпожарна единица од Делчево, рано утрово околу 9 часот спречија голема трагедија во населбата Ново Делчево. Спречен е пожар на помошен објект кој што можеше да зафати 4 куќи и со тоа да им нанесе голема штета. Во целата ситуација најпогодена е куќата на делчевчанецот Ванчо Симоновски. Мириста на запалено меѓу првите ја забележала неговата сопруга. Чуреш веќе има, ја од ручкови жената вика има чурешовски ангелчо. И толку беше. Видеме за дека да излеземе таа пламна. Две шуби изгореа. Што има пренатре? Па дрвата, што друго. Ствари имавме некои таму арешти. Дојавата беше некаде околу 9 часот, така да ние за 2 минути веднаш интервениравме, дојдовме тука со изолациони апарати. Стануваше збор за запален објект каде што поврзуваше 4 куќи, така да можеше да се случи и сите 4 куќи да бидат запалени. Веднаш спречивме и локализиравме пожарот во едната куќа, од каде што потоа и од другите страни се локализираше и се спречи да не настане голема трагедија. Пожарот е ставен под контрола на екипи на територијалната противпожарна единица ќе останат и понатаму на терен со цел да не дојде до негово повторно појавување. Инаку ова не е прв случај да се појави пожар на запален објект во Делчево. Неодамна се запали ваква слична просторија и во населбата Втори реон. Токму тоа е причината од територијалната противпожарна единица од Делчево да апелираат до граѓаните огревот да не го ставаат во близина на своите куќи. По оваа сезона имавме втор ваков пожар, значи исто таков пожар од таков вид, каде што гореа дрва поголем обем. Апелирам до граѓаните, значи дрвата да не ги складираат веднаш до куќите, затоа што тие помошни простори ставаат буквално се. И дрва, и стари алишта, и секој вид на друг материјал. Во оваа сезона можат да варат и зимници, или пак да подпалуваат огин, да ги користат за други работи. Така што апелирам да не се користат ваквите простори веднаш до куќите за вакви намени. Во последниот ваков пожар кој што се случи во населбата Втори реон, изгоре помошната просторија на делчевчанецот Методија Стојчевски.